Денес ќе славевме годишнина од брак, ако не ми чепкаше у телефон. Добро вечер. Добро вечер. Другари и другарки, се собравме да разгледаме ситуацијата. Како што знаете, ситуацијата е многу тешка, не прегазија како шлепер жаба. Сега има две варијанти да ја разрешиме оваа ситуација. Едната е да се бориме до крај, а другата е да ставиме катанец на нашата партија. Шефе, ја имам катанец, вчера го купив од пазарче. Абе, каков катанец, какви бакрачи, бе, катанец имам. Ке се бориме до крај. Така е, ќе се бориме, бе, луѓе, што ви е, бе, втор круг е пред нас. Бре, Борче, втор круг, бе, 9 кругови на датата ни ги дадат, джабе ние ќе не прегазат. Ајде, доста кокодакаш ти. Шефе, не кокодакам, јас кукурикам. Ајде да не кажам што јадеш. Значи, ќе биде тешко, ама ќе издржиме. Ајде, бе. Ајде бе, доста ти го земам сега зборот и ќе одговараш само кога ќе те прашам. Другари и другарки, имаме ли некаква стратегија ние? Не, шефе, на нас не може да ни помогне обична стратегија. На нас ни треба некоја магична стратегија. Ја така мислам. Ти што мислиш, Борче? Ја предлагам да ангажираме експерти од странство за воскреснување на полумртва партија. Например, некои американци, а? Американци, французи, некои германци, ние очигледно немаме идеја. Немаме ни пари за странци, затоа мораме да се подпреме на нашите потенцијали. Јас предлагам да се сплотиме како партија. Па лесно е да се каже, ама ние не сме како нив. Они се војничиња. Кај нас секој си тегне на своја страна и секој мисли дека е попаметен од другиот и на крај искачаме глупи сите како точак. Во право е Персида, ние сме елитистичка партија. А да смениме лидер, Добро, за кого да ставиме лидер? Едниот пензионер, другиот дојде, заврши работа, смени име, не внесе у НАТО, третиот, што да кажам, имаме добри, згодни женски, ама не ги бива за политика. добро, ајде не менјаме лидер, ама мора нешто да направиме, ајде да идеме на предвремени избори, да запнеме дека треба да има предвремени избори. Ки идеме со мобетот, демек ние сега имаме поише гласови од лани, а другиве имаат помалце гласови од лани, ќе запнеме предвремени избори, така ќе ги тепа. Шефе, може нешто да каже? Ајде, кажи, ајде. Ја лично мислам дека секој наш што ќе побара предвремени избори треба да го кренеме на клоци. Абе, какви предвремени избори, Бора, се слушаш и што збориш, бе? Абе, ќе не прегазат, бе, човече. Абе, предвремени избори треба би точка, бе, што не ви е? Не бе, Ѓоко, управо, ја мислам секој што ќе побара предвремени избори треба да го дигнеме како джукела на клоци. Да, се согласувам. Се согласувате? Се согласувам. Да. Абе, што сте се у***нале, бе? Ало, бе, луѓе, бе, треба да се бориме, бе. Слушајте го, вие, Борче, предвремени избори му е мајката, тоа треба да го правиме. Борче, ај стани малку, стани. Ај побрзо, стани. Ај, кај вратата, ај, да поменеш, ајде. Ајде, ма Борче, да удриме. Моци, Абе, што ви е? Да не се бракаш, душ. Добро, Добро, со Борче завршивме. Добро. И сега да заклучиме. Значи, стратегијата на нашата партија во наредните 2 години е да не бараме предвремени избори. Тука го заклучувам состанокот и предлагам едноминутно молчење. Едноминутно молчење, зашто? За предвремените избори. Може. Слава им! Слава им! Извинете, господине, кратка анкета, дали може? Може секако. За првиот круг од локалните избори, што ќе кажете? Просто ко граф. Гласачиве не сакаат партии со измиени визии. Гласачиве сакаат партии со тврди идеи. Еве, например, ВМРО се тврдокорни кон Бугарија. Не го даваме идентитетот, не ни треба Европска унија по секоја цена, ние си имаме свој дигнитет
И сега имате нова мантра, тоа име дека Европска унија нема да не прими ниту нас, ниту Албанија, ме разбираш? Сега, левицата се феномен сам за себе, они се против сите. Мицко е ваков, Мицко е онаков, шо ќе ни Европа, можеме сами, Кина е топ, доста ни од европскине овие капиталисти, да живее Маркс, Енгелс, Ленин и така натаму и така натаму. Така што Македонија влага во една чудна фаза од која долго време нема да излеземе. А кој пат ќе го фатим? Ау, па не знам, ова се ми личи на она народна на по патот мајче, по друм шетам, по патот мајче, по друм шетам. Почна пазарењето за вториот круг од изборите. Што ќе кажете за ова? Да, бе, видов левица бара подршка од СДСМ, ВМРО од Влен, знам од Влен и од ВМРО, дуи од овојми, од онојми. Знаеш што, дечко, да ти кажам, ова целото мене ми личи на едно големо пазарење. Нати го, дај ми го, ова, она, джимги, миги, ама мене да ти кажам, многу ми е гајле. Јас нема да гласам, ути на 2 ноември не сум тука. А каде ќе одите? Да ти кажам у поверение, ќе одам за Лесковац, на Вешалица, Кременадла, било што, си фатив еден србин за дечко и да ти кажам, многу ми е погоден, чести, пее, пие и никогаш не спие, ако ме разбираш, и нон-стоп работи. А на Македонија ќе бидат потребни 56 години за да го достигне стандардот на земјите од Европската Унија, така вели последното истражување. Ама бе, жити се. Да, така вели. Значи, тогаш ќе имам рамно 100. Ама што би рекла Тереза Кесовија, никад не е касно да се живи страстно. Значи, 2080 ние ќе бидеме европејци, а? Ама мене едно друго ме мачи. Знаеш ли што? Ние нив кои ќе ги стигнеме, они тогаш кај ќе бидат. Ај, чао! Премиерот Мицковски, господине, во Лондон се сретна со кралот Чарлс III. Што ќе кажете за ова? Што да ти кажам, ја информација имам од прва рака пред 2 вечери, ми звони кралот Чарли, и на англиски ми зборува и ми вика, абе слушај, вика, ја денеска, вика, му стиснав рака на ваш Мицковски. И вика, после тоа, око не можев да склопам. Викам, тоа ти е од возбуда, крале, од возбуда ти е тоа. И кај нас, од возбуда, народов не испие, ни пие, ни јаде, нон-стоп сме будни, бе, око не може да склопиме, мислам, и тоа е. Слушате што зборувате, господин? Како не се слушам, бе, па шо лошо ти кажав, јас само ти пренесов муаветот со Чарли. Али, види, мене малце ми е хаос во глава, пошто се неам отрезнато од 19 октомври намо. Него сакаш и ти да ти кажам ја на тебе една голема вистина. Ајде, сакам. Грците секој ден пијат узо. Американците и англезите секој ден пијат виски. А овие русиве секој ден пијат водка. А дали ти знаеш кога ние македонците највише пиеме? Немам појо. Па тоа е вистината, сега што ќе ти ја кажам. Ние македонците највише пиеме кога е гага, кога е за џабе и кога некој части. Со гагаџи тешко се прави држава, ама таков ни е късметот, ешмо матер. Имајте убав ден, господине. Добар ден, комшике, добар ден! Добар ден, кај си бе, Анастас бе, кај си бе, кој ти го даде ова старинско име? Која будала го направи тоа у 21 век? Татко ми по дедо ми Анастас. А он добар е, добар е. Па он почина пред 5-6 години, а јас сум у топ форма. Ти зашо вака чудно се однесуваш бе, комшике, некако? Зашо чудна? Анастазија си е секогаш у топ форма. Анастазија е секогаш супер. Како бе, комшике, супер се клатиш ко крива кула у пиза, тешко збориш, размачкан глупост. ти е карминот. Не е точно. Сега Анастазија е на повеќекратна терапија. Каква терапија? Сега ќе ти кажам, една ракија бапнав прво за имунитет. Аха. За имунитет. Втора ракија бапнав, ути многу ми се качи притискот 180, може да замислиш, со 90. Трета ракија бапнав
како антибиотик, да не ме фатат вируси, мируси, тоа сега е опасно. А четвртата за што е бапна? За анестезија. Анастазија мора да се анестезира. Зошто бе комшике да се анестезираш? Морам да се анестезирам, знаеш ли зашо? Заради овие досадиве од локалниви избори. Значи, уклучи телевизор, они. Уклучи радио, они. Уклучи Фейсбук, они. Мислам дека искачаат и од веце шолја, да ти кажам наискрено, и затоа морав да се анестезирам. Значи, Анастазија мора да се анестезира. Управо си, Анастазија. Дај тоа ракијата и Анастас да се анестезира, пошто и мене веќе ми се преку глава. Дојдеш дека пием да их заборавим, а туга е веча свара. Ја знаеш песната, комшо? Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на нашиот квиз Погодија мојата професија. Пропозициите ги знаете. Имаме двајца надпреварувачи, а во средината седи мистериозна личност. Нашите надпреварувачи по пат на детекција, поточно со поставување на прашања, треба да ја откријат професијата на мистериозната личност. Наши надпреварувачи денеска се Оле и Игор. Да слушнеме која е нашата мистериозна личност. Добро вечер, јас сум Зоран, ме викаат Зоки, имам 50 години, женет сум и имам 3 деца. За почеток сосема доволно, кој ќе погоди со што се занимава Зоки, добива 500 евра. Повелете, Зоки е ваш. Јас сум прва. Да. Здраво, Зоке. Здраво, По фацата ми изгледате дека сте некој интелектуалец. ви благодарам многу, ова ни мајка ми го нема кажано. Кажете ми, дали за вашата професија е потребен некаков алат, како хилта, лопата, нешто такво? Не, ги користам само моите 2 раце. Да не сте можеби хирург, па да им помагате на луѓето? Не сум хирург, но сепак им помагам на некој начин на луѓето. Да не сте шофер на камион, на шлепер, машиновозач? Не, Да не сте вие програмер, па по цел ден да си типкате по тастатура? не сум програмер. Дали вашата работа е поврзана со стоење или со седење? Цел ден стојам. А стоите на отворено или на затворено, внатре? Цел ден сум на отворено, зиме, лете сум на отворено и на улица. Знам, вие сте сообраќаен полицаец, тие се на отворено, стојат по цел ден. За жал не, сакав да бидам како дете, но тато не ми дозволи и сакаше да ја продолжам семејната традиција. Да не сте можеби вие туристички водич? Они по цел ден се на отворено со туристите, им го покажуваат Скопје, а овие денови не преплавија. Мафтат со рачињата него. Цело време тоа ми е асоциацијата. Па не сум за жал ни туристички водич. Тоа немам идеја, стварно, немам поима. Се откажувате? Се откажувам. Добро. Па Вие? немам идеја ни јас. И вие се откажувате. Се откажувам, немам поема. Зоки, кажете која е вашата професија? Значи вака, јас сум Зоран, вработен сум во комунална хигиена, Комунална хигиена! Така е, Зоране! јас сум ѓубреџија, без нас сте изгубени, Скопје смрди, а како е тргнато, ќе засмрди и цела Македонија. Прекрасно кажано, поетски. Само се подсетиме на елементите. Значи, Зоки работи цело време на отворено. Зиме, лето, каде е? На улица. Постојано стои, дури на камион кога е качен или стои, и што е најважно од се, го фрла ѓубрето со неговите 2 рачиња. Абе, да ви кажам, сте можеле да смислите нешто по-паметно, ова за ебанција. Ова не е квиз, ова е чиста заебанција. Чиста за ебанција? Како се во нашата државичка. Токму така. Почитувани гледачи, тука е крајот на нашиот квиз, а не и на глупостите во државава. Се најубаво и пријатно. Извини една минута, само нешто да ти кажам.
Модерното време и развитокот на технологијата ни донесува еден нов тренд. Интернет купување или онлайн шопинг. Многу добра работа. Од комфорот на својот дом си разгледуваш, си купуваш, си трошиш парички, а не треба да се расшетуваш и да се расправаш со продавачки со кренат нос. Но тука се соочуваш со еден нов вид луѓе. Курири за достава. Тие имаат специјална моќ да гледаат на графче и да видат кога ти не си присутен во својот дом и токму тогаш ти се јавуваат дека се пред твојата врата и дека треба да си ја подигнеш на рачката. Ти се препотуваш, имаш 2 минути да се снајдеш, а не знаеш како да се снајдеш, а на него баш му е гајле. За среќа сите имаме по еден комшија што некако магично секогаш е дома, никогаш не нарачал преку интернет, но ги подигнал сите нарачки на сите комшии. Ај друг пат ќе правиме муавет. Народниот мудрец умно рекол: сите сме гости на овој свет. Што сака да каже авторот? Сите сме гости на овој свет. Па гости сме, никој не останал над земја. А сите сме овде гости, како што вика, исто кој на некоја слава. И после ден снема, оп, и ева вака. Па имам чувство дека е така. Гостинка. Се чувствувате ли како гости на планетава Земја? Точно е тоа, точно е тоа. Плюс кога одиш на гости, треба по известно време да си заминеш. Па треба нормална работа, нема да се да спиеш таму. И па како со гостиве, така и со животов на планетава. Така си. Живееш и нема тука да векуваш. Не, па беше, нема живот вече. Ќе се спакуваш и Во тоа. нова винтјага. Па не е баш нова. Ама убаво ви стои. Благодарам. Не видиме винтјагата. Не. Благодарам. Како знаеме и умееме да си го поминеме. Додека сме на гости, па после. А што можеме поише да дрпнеме? Не да дрпнеме. Тоа што си го имаме да си го поминеме. Гости сме на овој свет. Еден ден ќе не нема, нели? Колку би сакале вие да живеете на планетата? Па колку би сакала... 90? А, не. 95? Не, помалце, не. 93? Па треба да се живее како гостин, Весели? весели, позитивни, да се помагаме и така. Такво ли е човештвото денес? Не, на жалост не. Ретки се многу. Сите се чувствуваме како да сме вечни, а не дека сме гости на овој свет. Така. Што повеќе да можеме да зграбиме, да го уништиме човекот. Се чувствувате како гости? Така, нормално дека сме гости сите. Не ли е чудно? Сите сме гости на овој свет, а сите сме нервозни, во трка со време, со пари. Оние што се политичари прават војни низ светот, а и тие се гости на овој свет. Така. Како човеков да е, зборам како човекот, како човек да е станат ненормален. Точно така. Точно така. Немаме човечно во нас. Нема човечност во луѓето сега, тоа што беше на времето. Суета, горделивост, после мене потоп. Овие гадости еден ден ќе го убијат човештвото. Добро, кога сме на тема гости, кога последен пат сте биле на гости? Сега бев у соботата шо. Каде? Па ќерка ми се мажеше. Леле, честитки! Колку гости имаш? Не бевме многу, 3-40 така бе. Скромна свадба, што така? Па добро се. Толку. Сега испод 200 души, мислам, не знам. Имаше оро играње, ваму таму. Како не. Како не, после 3 дена ми болеа нозете. Масажа. Абе каква масажа, нема кој да ме масира. Зетот дали е погоден? Зетот е топ. А стално уживам на гости. Ви доаѓаат гости? Ми доваѓаат за Свети Никола, за Петков ден, за роѓен ден и... Мисля, вака некој комшија да си дојде пријател. Доваѓа. Имам добар во Ѓорче сум тука. Имам добар двор, масичка, ракичка и тоа, и пријатели. Ви доаѓаат гости? Доаѓаат. Значи, после коронава се стабилизира ситуацијата. Па да. Меѓутоа не е исто ништо. Зошто? Па мислам дека луѓето повеќе се оддалечуваат некако глобално, не само од короната. Пријателството изумре, другарството, помошта меѓу луѓето. Тоа е све отидено в бајбук, да речем. Што е моје ќе си дојде, знаеме често да кажеме. Тоа е нашата втора тема. Не држи таа место. Јас сум работел на многу места, ај денеска утре плата, и денеска ги зимам парите. И шо се? Ко чека ќе дочека, бре? Например? Пример, јас сум чекал да со жена, да имам фамилија, да имам внуци
И тоа е. Кој чека, ќе дочека, сигурно. Па ете и за работа, може да се каже, исто чекав долго време и така се насмем на среќата. Колку време чекавте? Па чекав 10 години. Како невработена, имаше еден проект за асистенција, лична асистенција и така отидов, тоа го завршив 4 месеци и сега тоа го работам. Па се знае тоа, што е твоја ќе си дојде. Вас ви доаѓаше? Па некој па доаѓа. Што ви доаѓа, еве, сте чекали, дошло. Абе, на пример, еве, среќа да те послужи нешто. Ќе ти падне нешто, на пример, не си се надел, ти паднало. Седмица на лот. Па така си. Што е моја ќе си дојде, стварно е така во животот? Да, баш сега се справувам со нешто такво што навистина што е мој ќе си дојде. И доаѓа ли? Доаѓа. Еве лично сега баш ме фативте на моментот каде што си го остварувам животниот сон. А тоа е? Тоа е во образование. Ќе се вработите? Да. Сега? Да. На колку години? Па морам ли да кажам? 42. Ајде 50 нека биде и повеќе. 50 години го остварувате вашиот животен сон. Точно. Во образование, честитки. Што ќе бидете? Образован асистент во оделенска настава. Прекрасно. Колку сте среќни и навистина што е ваше си доаѓа. Да. И тоа го во подминати години го студирав, тоа да ви кажам. Значи го завршивте и факултетот, така? Да, во рекордно време. Со кој просек? Па скоро 9-ка. Колку Со ниеден паднат испит да ви кажам. И тоа го завршивме. Следува последната темица. Одиме на гробишта и истураме на земјата. Ракиичка, сокче, винце, кафе, пивце и така натаму. Зошто го правиме тоа? Да ти се најде, така се вика. Кај ќе му се најде кога ја летнал пред 20 години? Па сега тоа е. Таков е обичајот. Без врска, нели е без врска? Па не знам дали е без врска. Старите терале така и ние ќе си тераме. За умрение тоа. Ви умрел пред 30 години. Па исто се онадо, и за 30 и за една недела исто ти е. За душичка? За душичката, тоа е. Од старите, за душа. Мислите има некаква врска? Мислам дека нема никаква врска. Тешки глупости. Да. Така останало. Вие го правите тоа? Го правим, да. Го правим. Правите нешто, а не знаете зашто го правите. Да. Колку симпатично. Тоа е. Одиме на гробиште и фрламе ракиичка, винце, сокче на земјата, така? Да. Правиме тоа. Го правите вие тоа? Па го правам, мажот ми е починат, да. Кога одиме вака да запалиме по некоја цвеќе. И ќе фрлите по нешто во земјата. Да. Зошто се прави тоа? За душа, вика, се колку е тоа за душа. Порно ја викам да му дадеш на некој. Да касне, не на земја. Мислам по мое. И по мое. И тоа би било се. Не заборавајте, сите сме гости на овој свет, па затоа, живеј народе и не се нервирај за ништо. Утре ќе дојде нов ден, ќе изгрее сонце. Мал милион луѓе во изминатиот месец ме прашаа каде е Горан Ѓуровски, Ѓуро, нашиот драг колега. Еве го, здрав и жив. Ѓуро, човече, кај беше месец дена? Па се зезнав, решив да се кандидирам за член на Совет на општина Центар и пошто законот е таков, не дозволуваше да се појавувам на телевизија, морав да абстинирам од ТВ екраните. Што те натера да се вплеткаш во политика? Па не... Тоест да се обидеш да се вплеткаш во политика? Ме натера, ми беа смешни тие видеата што ги снима и кам дај малце ќе се позезам јас со нив, ме разбираш? Ама со нив нема заебанција. Тоа е многу сериозен спорт политиката. Добра, и колку гласови се освоја? Па еве, во оваа прилика им се заблагодарувам на мама, тате, бате, с нами, значи 4, се зезам. 370 гласа. 370 гласови не се малку заради тоа што ти не правеше помпезна кампања, не одеше од врата до врата, не ги молеше луѓето за глас. Едноставно си правеше скечеви, ги закачуваше на интернет и тоа беше тоа. Точно, и тие скечеви има одредена порака. Се што ме нервираше го претвара во скеч. Например, ти ми рече зашто не се одеш од врата на врата. Мене ме нервира она кој ќе се појават на врата со тие кесите, нели?
и еве ви програма, ова ќе направиме, она ќе направиме. Запалка задолжително, пенкало. Да, точно така и ти времето траат од досадни се, немаат никаква порака, али тоа е тоа, они имаат позади нив машинерии, а ја можев само да се зезам. Втората порака беше се бутнав у контейнер и пораката беше да изчистиме општината од ѓубри и политиканти. Во секој случај, мислам дека ти беше забавно. До некаде да, до некаде не. Уствари сватив дека не го сакам тоа што го правам, туку ова што го правам во зевзакманија. Зевзакманија ми е љубовта. Сигурно се запозна со луѓе кои што се занимаваат со политика, зборуваше со нив, се доближи до нив, значи малце од една друга перспектива можеше да ги видиш. Што луѓе се тие? Досадни, многу сериозни, дал глумат или не знам, ама обично приметувам луѓе кои глумат. Например, кога отидовме да влечеме бројче во Државна изборна комисија и влагам таму една атмосфера, мислиш дека на погреб си толку сериозни, накитени са коа машни кравати, па некои фаци сериозни. И едва чекав тоа да заврши, да си отидам, не можев едно 2 сати да се соземам. Сега си се враќаш во зевзакманија. Точно така и ептен се радувам. Одиме со твојата рубрика, стартуваме за неколку секунди. Фала на сите што гласаа за мене и така, продолжуваме понатаму. Кај си, бе, другарче, бе, од која те неам видено, ти не достигав, а? И ти мене, Бога ми да ти кажам. Ама ти ветувам, од сега не се делиме еден од друг. Шо ќутиш ко да си голтнал јазик да му се не види? Сега кога сме кај јазикот, ама не јазик, него мајчиниот литературен јазик. Он, нели, со текот на годините, вековите се менува, знаеш, тоа е жива материја јазикот. Еве, например, приметив пред некој ден, еден ми збори, ми мрчи, ја место да му кажам, ајбе, доста зборуваш, ја му викам, ајбе, доста јадеш, го ти на, и сега ми текна, викам, гледај бе, у задње време, го заборавивме на зборувај, го заменивме со јади ти, го ти на. И сега се размишлям од каде е етимологијата, потеклото на овој нов израз. Размислувам и ми текна, нели седиш у некој локал и ти доаѓа еден, ти мрчи политика, нешто негативно, ти мрчи, друг ти доаѓа, ти мрчи негативно за некој што не е на маса, ти мрчи негативно. Трет дома жена му не му дава да збори, ќе дојде цела негативна енергија на тебе, ќе ја плесне, ти мрчи. И додека ти мрчат така у фаца, осеќаш некој лош здив, како да кажем, мирис им доаѓа од душата. Секој збор што ќе го кажат, им смрди од душата, пошто е негативен. Им смрди исто ко да јаделе го ти на, ти текно е. Од таму е етимологијата, односно органското потекло на новиот збор јади го ти на, кој го потребуваме место зборувај. Затоа нашите стари не за џабе рекле, молчењето е злато. На 26 октомври го славиме споменот за Христовата великомаченичка Злата. Била родум од селото Слатина во Мегленската област. Потекнува од сиромашно семејство во кое растела како кротка побожна девојка со богобојазливо срце. Еднаш, кога излегла по вода, ја фатиле турци и ја одвлекле во својата куќа, каде и понудиле да се потурчи и да биде жена на еден од нив. Таа храбро одговорила: "Јас во Христос верувам, само за него знам и од него нема да се откажам никогаш." Дури и нејзините родители, уплашени за сопствените животи, ја молеле да попушти, а Злата им рекла: "Што ми советувате да се одречам од Христос, кој е вистинскиот Бог? Не сте ми повеќе родители ни сестри.
татко ми е Господ Исус Христос, мајка Богородица, а браќа и сестри, светителите и светителките. Била мачена со месеци, на крајот убиена во страшни маки. Ова се случувало во 1796 година. На 27. октомври е празникот Света Параскева, односно Света Петка. Оваа славна светителка води потекло од градот Епиват во близина на Цариград. Родителите ѝ биле богати и благочестиви христијани, а по нивната смрт Петка, желна за подвижнички живот, го напуштила домот и отишла најпрво во Цариград, а потоа во Јорданската пустина, каде останала до својата старост. Појавувањето на ангелот Божји, кој наложил да се врати меѓу луѓето, Света Петка отишла во својот роден град, живеејќи во молитва, пост и човеколюбие. Се упокоила во 9 век, а нејзините чудотворни мошти се наоѓаат во романскиот град Јаши. Во Белград има вода на Света Петка, која ги лечи болните што доаѓаат со вера во Бога и со љубов кон светителката. На 31. октомври го славиме споменот за светиот апостол и евангелист Лука. Потекнува од Антиохија, каде како млад ги изучил грчката филозофија, медицината и иконописот. Кога Христос дошол во Ерусалим, Лука го видел, го чул и бил сведок на Божите чудесни дела. Безрезервно поверувал во Исус и станал еден од 70 апостоли, пошто бил пратен да проповеда меѓу луѓето. Заедно со Клеопа го видел воскреснатиот Господ на патот за Емаус, а по слегувањето на Светиот Дух на апостолите, Лука се вратил во Антиохија, каде му станал придружник на Светиот апостол Павле. Патувале и проповедале заедно во Рим, а по смртта на Свети Павле, Лука ја ширел Божјата вистина во Италија, Далмација, Македонија, Египет и Грција. На молба на христијаните го напишал Евангелието, а тој е првиот човек кој ја иконописал Пресвета Богородица и апостолите Петар и Павле. Ете затоа Свети Лука се смета за основач на христијанскиот иконопис. На 84 години идолопоклониците го подложиле на маки заради Христа и го обесиле на една маслина во градот Теба. За многу години. Јовица Блажевски боледува од церебрална парализа. По интервенциите во Русија, тој стои и оди со одалка по 100 метри во денот. Идниот месец, Јоце треба да биде во Москва на нов третман, кој чини 9000 евра. Собрани се 4000, недостасуваат уште 5000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 143 163 за корисниците на Телеком и 143 461 за претплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Најдобар совет е оној што никој не го бара. Пријатно. Пријатно.